Здраво наши млади и возрастни. Ве поздравувам од центарот на нашите збиднувања Europe House. Ова последно издание од серијалот Моја сторија би сакал да го посветам и да ги поздравам сите наши учесници кои што ни помогнаа оваа наша европска приказна да стане успешна. Обработивме 30 теми, посетивме повеќе од 20 локации ширум Македонија и исконтактиравме преку 100 млади учесници. Да погледнеме што се научивме од Моја сторија. Еразмус Плюс е името на програмата која се имплементира од Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, чија цел е да ги промовира ЕУ програмите за образование, обука, млади и спорт во нашата држава. Кој е правиот бенефит, мислам дека најдобро опишува една реченица од холандскиот филозоф Еразмус Дармски, по која е именувана оваа програма, кој што вели јас сум граѓанин на светот, познат со секој, странен со секој. И мислам дека Еразмус те прави токму тоа, да бидеш граѓанин на светот, затоа што ги прошируваат твоите хоризонти ментално и физички. Волонтерството е практика на луѓе кои работат за доброто на останатите, без мотив за каква било финансиска или материјална добивка. Општо земено се смета за алтруистичка активност намената за промовирање добра или за подобрување на квалитетот на животот. Секој треба да покаже иницијатива и мотивација за да биде волонтер. Никој на сила не те форсира да волонтираш. Закон за младинско учество и младински политики. Реалност или утопија? Во обид да се следат европските, па и соседските законски трендови, во 2011 година тогашната влада се произнесе со иницијатива да го стави на маса законот за млади. Не се спроведува законот како што треба, во смисла на тоа дека се пробиени голем дел од роковите кои се наоѓаат внатре во самиот закон. Безброј прашања, безброј одговори, недоречени ставови кај нас младите за темата вработување. Сакам да работам, како да се вработам, кога да се вработам, ама каде? Сакам поголема плата, не можам да најдам. А што всушност сакам? Минатата година, 2020, околу 1500 млади луѓе до 34 години се стекнаа со практични вештини на работното место и на тој начин се многу полесно вработливи и може да се вклучат на пазарот на трудот. Младите се иднината е на младите. Но кај нас во изминативе години како да има друга формулација. Да, иднината останува на младите, но тие се гледаат себе си во некоја друга држава. Секој трет млад човек размислува да ја напушти државата и да замине во некоја друга од западните европски држави. Најстресен момент е кога ќе се качите на самиот авион, го напуштате друштвото, семејството, школото, сите луѓе што ги знаевте, идете во непознато. Ако не си онлайн, како да не постоиш? Интернетот и социјалните мрежи го променија нашето секојдневие. Можеме да се поврзаме со секого во било кое време и место на секаде во светот. Европските истражувања покажуваат дека младите во просек на дневно ниво поминуваат најмалку 2,5 часа на социјалните мрежи, а најмногу 10 часа. Не колку време, туку како го поминуваме времето онлайн. Мислам дека дојде веќе моментот да разбереме дека многу е важно што правиме на интернет. Во ера на неконтролиран наплив од информации, во време кога сме обкружени со различни медиуми, медиумската писменост е неопходна алка која што недостасува во едно здраво граѓанско општество. 75% од анкетираните млади лица на оваа возраст и како им влијае мислењето што го прочитале на социјалните мрежи споделено од јавни личности. Фейк ньюс, лажни вести, потреба од сензационализам или поголем профит. Информацијата или веста е најпродаваниот производ на светот, но вредноста на нејзината вистинитост денес ја губи битката со лажните вести. Тоа е непостоечки термин без суштина. Сушност реферира на лажна информација, но во никој случај не е вест. Паника, страв, неизвестност, локдаун, карантин, социјална дистанца, тоа е отприлика животот во доба на корона. Младите се групираат постојано, тоа е она кое што ние го гледаме моментално, е каде се групирани видливо физички, не значи дека тие не се групираат и онлайн. Дигиталното насилство или cyberbullying е секој облик на насилство кое што настанува со примена на дигиталната технологија. Најчесто воедно и кои што се жртви на сајбер насилството се лица кои што можеби се поповлечени, поподложни на тоа, лица кои што се интроверти, кои што имаат пониско ниво на самодоверба, а од друга страна пак оние кои што го вршат сајбер насилството се оние лица кои што
имаат поголема моќ, како може да се каже. Социализацијата е доживотен процес преку кој луѓето ги учат вредностите и нормите на даденото општество. Социализацијата не е исто што и дружењето. Се организираат различните типови на активности од хакатони, каде што ги активираме младите луѓе да зборуваат на тема која што нив ги интересира. Дали тоа ќе биде, не знам, ментално здравје или е. Дали тоа ќе биде тема поврзана со Европската унија. Се обидуваме преку Europe House да видат младите дека всушност и младите во Европската унија се исто како нив. И тие се соочуваат со сличните проблеми, и тие ги имаат сличните предизвици. Дискриминација. Забележувате дека не сме сите исти. Што е всушност тоа? Дискриминација е секое правење разлика, искористување или ограничување на луѓето врз основа на нивните колективни идентитети, пол, род, класа, етност, со што се оневозможува остварување или заштита на основните човекови права и слободи. Секој граѓанин кој што смета дека му извршена дискриминација врз него, може да понесе представка до Комисијата за заштита и спречување од дискриминација. Климатските промени влијаат на нашето секојдневие, здравје, храна и ја загрозуваат безбедноста на нашите заедници. Влегуваме во една антропогена ера, каде што човекот влијае значително врз климатските промени. Што значи дека ние сме сега еден од главните фактори кои што предизвикуваат да се случуваат овие климатски промени. Европската унија представува заедница од 27 европски држави, меѓусебно здружени со единствена цел – работите и животот на своите граѓани да биде подобар, полесен и посигурен. 90% од странски инвестиции се од земјите членки на Европската унија, 51% се исто така увозот и извозот е од Европската унија, така ние сме одблиску поврзани како партнери во дискусиите кои што сме ги имале изминативе години. Се наоѓам на поштад Македонија, збирното место на младите. Моите соработници ќе ви ги пренесат впечатоците од сите до сегашни анкети со нив. Да видиме какви заклучоци извлековме од анкетираната младина. Здраво, дечки! Јас ја имав честа да бидам дел од серијалот за млади Моја сторија. Од анкетата во првата емисија заклучивме дека 95% од младите се запознаени со програмата Erasmus+ и интересот за аплицирање е голем. Се надевам дека и моите соработници од нивните теми имаат позитивни заклучоци. Анкетираните се согласија дека поминуваат повеќе од потребното време на социјални мрежи. Најкористени апликации кај младите се Instagram и Facebook. Дали знаете дека дури 91% од возрастната популација го чува својот мобилен телефон на дофат секој час и секој ден? Секоја минута 100 часа видеа се прекачуваат на YouTube платформата од различни корисници. Дали сте знаеле дека просечната личност го отклучува мобилниот телефон 110 пати дневно? Нажалост, младите не секогаш знаат да ги препознаваат лажните вести. Кога зборуваме за медиумите, на радиото му требаа 38 години за да постигне 50 милиони слушатели, додека на телевизијата и требаа значително помалку години, само 13. Генерално, луѓето читаат за 10% побавно од екран отколку од хартија. Најчести причини за миграција се недостаток на работа и на образование, како и на финансии. Истражувањата покажуваат дека просечна индивидуа во Велика Британија има посетено 10 земји. Германците во просек биле во 8 земји, а просечниот французин во 5. Само 29% од американците биле во странство. Франција е најпосетена земја на светот, со преку 82 милиони меѓународни посетители годишно. Најголемата човечка миграција во Америка се случува секоја година на Денот на благодарноста, со над 50 милиони луѓе кои патуваат дома за празниците. Поздрав до сите наши гледачи. Примарен извор на комуникација кај младите гостивачани се интернет портали, телевизија и вести. Секој млад човек се труди да внимава на правописот при онлайн комуникацијата. На прашањето како најчесто сакаат да комуницираат, одговорот беше со физичко присуство. Дали знаете дека постојат помеѓу 6000 и 7000 јазици во светот, зборувани од 7 милиарди луѓе поделени во 189 независни држави? Во комуникацијата само 7% се должат на зборовите,
Останатите 93% се експресија на мимики, гестови и говор на телото. Во светот, на секој 2 недели изумира по еден јазик. До денес, потполно изумреле 231 јазик. Младите се трудат да водат здрав живот, проследен со редовна физичка активност, редовна здрава исхрана и многу прошетки од природа. Половина од светското население јаде ориз секој ден. Мирисот на кафето е најпрепознатливиот мирис во целиот свет. Една лименка газиран сок содржи околу 10 лажици шеќер. Нашиот мозок тежи 3 килограми. Најстарата пронајдена мастика за џвакање во светот е стара 9000 години. Младите се уште трагаат по формулата за успех која ќе ги доведе до финансиска стабилност и независност. Статистиките покажуваат дека дури 9 од 10 луѓе на возраст помеѓу 21 и 65 години изјавиле дека чувствуваат дека може би избрзале при изборот на нивната кариера. Дури 30% од студентите уште по завршувањето на првата или втората година на студирање изјавиле дека би избрале друг факултет доколку повторно би бирале. Младите се чувствуваат како европејци, но не сите млади сметаат дека се дел од интегративните процеси за Европската унија. Сепак, тие сметаат дека доколку би биле повеќе запознаени со европските вредности и перспективи, би можеле да имаат поголем удел во нашиот пат кон Европска унија. Сигурно забележавте дека досега покажавме само дел од нашите теми. Останува уште еден ретроспективен прилог со останатите обработени емисии. Замежи. Сети се на твојата прва љубов. Тоа е нашиот бензин, љубовта, не можеме без неа. Потрагата по љубовта е вечна, сите ќе продолжиме да ја бараме и продолжете и вие. Во последните 2 децении, социјалните медиуми станаа составен дел од животот на луѓето, но и клучен фактор брендовите да придобијат нова публика. Со самото приклучување на се поголем број на корисници на платформите на социјалните медиуми, како Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest, Snapchat, TikTok и Twitter, многу од нив стана и креатори на содржини. Создавање на содржини може да биде за апсолутно све. Зашто ти сакаш да зборуваш, што тебе ти е најмило, може да биде нешто кое што луѓе ќе имаат интерес да го гледаат и да го следат. Кои се вистинските навики за здрав и долговечен живот? На оваа тема има напишано илјадници книги, статии, совети, снимени видеа. И сите ние сме свесни за здравите навики, но дали ги практикуваме? По здравје се подразбира да имаме можност за топол дом, да имаме можност за образование, здрава животна средина, добри хигиенски услови, едукација, затоа што на тој начин ние формираме една здрава средина, а со тоа формираме еден здрав поединец. Спортувањето несомнено носи најголеми придобивки, почнувајќи од физичкото и психичкото здравје, па се до социјалните аспекти од животот. Спортот представува воспитно социјална активност која учествува во моделирањето на еден младинец во здраво социјализирано суштество. Треба да им дајме поддршка и безрезервна, што се вика, поддршка на фудбалерите, затоа што без разлика на тоа каков ќе биде резултатот, дали ќе ги добијат сите три или ќе ги изгубат сите три надпревари, они тоа што го направија до сега е стварно голем успех. Памукот е најчесто користеното природно влакно во производството на облека. Органскиот памук генерално се дефинира како памук кој се одгледува во негенетски модифицирани растенија и за време на неговото производство не се користат синтетички земјоделски хемикалии како ѓубрива или пестициди. Ние како земја немаме толку услови, односно немаме толку избор на материјали. Тоа е првиот проблем. Вториот проблем е што на многу малку места режиси никаде не ти даваат декларација или некој вид на документ кој што ти кажува кој е составот на материјалот, односно што содржи тој материјал. Според неодамнешните истражувања на Евростат, 82,9% од младите во Северна Македонија на возраст од 18 до 32 години живеат со своите родители, што не е поразлично и во земјите во регионот. Преку законот за млади да се наложи сите институции да назначат државни службеници за млади кои ќе одговараат за проблемите и прашањата од младите и за младите. Иднината е на младите. Тие се центар на случувањата,
Но каква е нивната сегашност во земјава? Што е со младите во североисточниот регион? Крива Паланка има огромен неискористен потенцијал. Меѓутоа, ние како идни генерации треба да се залагаме за да го искористиме тоа сите заедно. Најлесен излез е да се откажеме и да заминеме. Како олицетворение на иднината, каде се младите на мапата на југоисточниот дел од Македонија? Тоа што ни фали е отварањето на театарот, кој што со години се збори дека ќе се отвори и го чекаме да се отвори. Ликовната колонија во Струмица, сакам да кажам дека таа е една од најстарите ликовни колонии во Македонија. Можноста што се нуди за доквалификација, едукација, студентска размена и мобилност Erasmus Plus е веќе покажана и докажана програма која вроди со многу плод кај нас. Новата програма е со 7 години трајање, значи почна оваа година, трае до 2027, историски со најголем буџет на европско ниво. Што значи тоа? Тоа значи дека повеќе можности ќе имаме за сите кои што може да учествуваат во програмата. Потребата од дигитализација во секоја сфера од општественото живење е неопходна. Па така најавата за реформите во образованието и дигитализација на учебниците за учениците од 1 до 9 одделение и за средношколците е актуелна тема која најде на бројни дискусии во јавноста. Ќе се форсира учење со разбирање наместо фактографско учење. Учење кое што понатаму ќе биде засновано на истражување, на изведување на експерименти, следно проектно учење, значи преку изработка на проекти, особено во погорните оделенија од основното образование. Правецот на образованието и идната специјалност зависи од личните интереси и квалитети, како и од личните амбиции. Сите оние кои што завршуваат средно училиште и се пред некаков избор, добро е да направат професионална ориентација. Денес се повеќе се комуницира со куси пораки и скратеници, најчесто преку социјалните медиуми и се помалку лице в лице. Мора да знаеме да комуницираме, затоа што така ќе го сознаеме светот околу нас и ќе се приспособиме на него. Истовремено сакаме и да пренесеме информација, наши желби, потреби, емоции, но од друга страна сакаме и да дознаеме повеќе и да оствариме некакви односи, врски со луѓето околу нас. Европскиот зелен договор нуди акцијски план кој треба да ја зајакне ефикасната употреба на ресурсите со преминување во чиста, циркуларна економија, враќање на биодиверзитетот и намалување на загадувањето. Таа зелена агенда треба да им даде да биде алатката, механизмот и парите кои ќе се вложат во овие земји за да ги стигнеме европските земји во овие стандарди и да станеме, како што го велат тоа, климатски неутрални до 2050 година. Учество на младите во демократските процеси и негување на европските вредности. Колку ние младите ги идентификуваме и препознаваме европските вредности. Има една цела серија на приорити, тоа е значи исто така достоинствена работа, зелената агенда, родова еднаквост. Мислам дека има некаде 11 такви приоритети кои што се покринат стратегијата за млади. Постулатите на кои се темели Европската Унија се вредностите и целите за кои што таа се залага. Во овие 30 емисии обработивме 11 базични цели за кои што се залагаат младите ширум Европа. Да видиме за кои теми станува збор. Дали сте слушнале за европските младински цели, за кои ние, како млади европски амбасадори, се залагаме? Доколку не, погледнете го следниот прилог. Обезбедување и гарантирање на инклузивност на младите луѓе во општеството. Осигурување на еднаков пристап сите млади луѓе до сите европски програми и организации, градејќи општество кое се заснова на европски вредности и идентитет. Напредување на демократското учество и автономија на младите, како и обезбедување простор посветен на младите во сите сфери на општественото живење. Гарантирање на родова еднаквост и негување на родово сензитивен пристап во сите сфери на живење на младите. Креирање општество во кое што сите млади луѓе ќе бидат еколошки активни, образовани и способни да направат промени во своите секојдневни животи.
Создавање на услови со цел да им се овозможи на младите да го искористат својот потенцијал во руралните средини. Обезбедување на пристапен пазар на труд со можности за квалитетни работни места за младите луѓе. Обезбедување на подобар пристап до сигурни информации на младите, поддржување на нивната способност за критична евалуација на информациите и вклучување во партиципативен и конструктивен диалог. Вклучување и унапредување на различните методи на учење, зашто младите ќе се справат со динамичните предизвици на 21 век. Унапредување на менталната благосостојба на младите и спречување на стигматизацијата на прашања поврзани со менталното здравје и на тој начин промовирање на социјалната инклузија кај младите. Поврзување на младите со Европската Унија преку градење на мостови за негување на чувството на припадност и зајакнување на младинското учество и придонес кон европскиот проект. Триесет теми кои ги обработивме ние младите. Одговаравме, но и прашувавме. Дебатиравме и се доциравме. Но и се забавувавме. Ве поздравуваме. И секој нов ден нека биде ваша нова Моја историја! Ова последна емисија би сакал да ги поздравам сите учесници кои што учествуваа во нашиот проект, за да ги доближиме и разработиме темите кои што ги засегаат токму младите. Ајде да ги чуеме нивните изјави. Секој млад човек има своја лична сторија. Во овој проект слушнавме многу приказни. За крајот ги одвојуваме оние стории кои допреа до младите, наидоа на позитивна реакција и поддршка од самата околина. Зборувавме за Еразмус Плюс програмата и осознавме како да аплицираме и да дојдеме до онаа прочуена размена на млади која менува животи. Прво, треба да се пополни формулар за пријавување. Тој го има на сајтот кај самиот конкурс. Задолжително или имам валидна патна исправа, пасош. Мотивационото писмо треба да е јасно, кратко, во стил што ме мотивираше, зашто треба баш јас да ја добијам стипендијата, како и каде ќе го искористам своето знаење. Не ми е проблем, имам пишувано мотивационо писмо. Да видам што друго ми треба. Задолжителна е и биографија со основните податоци. Се препорачува Europass модел на CV. Тој се користи за други европски фондови како Youth in Action, Erasmus+, SIPUS. Да не го заборавам уверението за положени испити. И се разбира писмо препорака од мојата професорка. А што пишува за јазиците? За познавање на еден светски јазик треба соодветна диплома, например B1 ниво за англиски јазик. И тоа не е се. Треба да се подпише преддоговор за следење на избраните предмети. Кога ќе ги поминам сите нивоа, дури тогаш ќе подпишам договор. Супер, се ми е јасно. Сега, кога ќе имам сите документи пополнети, напишани, подпишани, скенирани, можам да аплицирам. Ја увидовме потребата од волонтерство и стигмата која владее за тоа што означува и колку е суштински важна за градење искуство кај младите. Волонтерството во нашиот град има голем одзив меѓу младите. Младинскиот центар е место каде се собират волонтерите, тука заедно ги имплементираме нашите идеи, планови, дружења и забави.
И покрај мене и Ана Марија, Младинскиот центар брои околу 200 волонтери кои заеднички учествува на многу волонтерски акции, како, например, Born to Run трката, дневна програма на Младинскиот центар, еколошката акција, Мрни со прсти и многу други. Приказната за успешно вработување преку Младинската гаранција ни ја пренесе Александар Џо. Ти посакуваме само успеси. Здраво, јас сум Александар Џо, роден во Скопје, имам 24 години. По професија сум магистар по економија. Завршив средно економско и дипломирав на Универзитетот за туризам и менеджмент на економскиот факултет. Уште од кога знам за себе, моја најрана возраст се занимавам со музика. Завршив нижо музичко, каде што на мои 15 години го направив мојот прв бенд. По една година подоцна имавме и нашата прва свирка, која што не беше баш најдобра, али бевме најсреќните луѓе на планетата. На тој настан, иако не бевме најдобри, сватив дека музиката ќе биде едина ствар за мене која што ќе сакам да продолжам до крајот. Уште за време на моите студии барав работа да најдам во мојата област. Најдов неколку работи во кои што не се пронајдов во ниту една од нив. А во меѓувреме имав своје аматерско студио во кое што снимав и продуцирав. Како што поминуваше време, јас се повеќе се задржав во моето студио. Во меѓувреме дознав од мој пријател дека агенцијата за вработување нуди парична помош за отварање на свој сопствен бизнис. I can see in your eyes. Информацијата што ми ја даде мојот пријател ми се вида многу интересна и решив да направам едно мало истражување околу неа. Така дознав за Младинската гаранција и решив да пробам. Зашто да не? Иако навидом изгледаше невозможно, сепак со помошта на Младинската гаранција јас успеав да отворам фирма. Отвори фирма за оно што најмногу го сакам, легов во музичката индустрија. Работам со снимање на аудио и издавање на аудио материјали. Ова е мојата успешна сторија. Како што слушнавте, иако сум магистар по економија, моето занимање е сосема различно. Со ова ги охрабрувам сите млади да бидат упорни и да ги следат своите соништа. Нека пратат што нудат институциите, затоа што успехот ги следи упорните. Верувајте во себе. Но ја слушнавме и Ивана, која работејќи како спортски тренер, реши да го оствари својот сон за сопствен бизнис. Покрај тоа што сега се занимавам со креирање, дизајнирање и рачна изработка на чанти, спортот е се уште дел од мојот живот и го работам и тоа зашто завршив факултет, односно сум тренер по одбојка. Но не секогаш мора да значи дека ќе го работиме тоа што ќе го завршиме или дека мора да се работи истата професија. Кога хобито и она што го посакуваме цел живот да го работиме ќе ни стане професија, тогаш, како што велат, нема да работиме ни еден ден понатака во животот. Најважното нешто што би го посочила на младите при избор на своја идна професија е да се слушаат својата интуиција, своите желби, своите предиспозиции и да не се откажуваат од соништата и да се трудат, бидејќи секогаш трудот се исплати на крајот од денот и да собираат нормално искуство што ќе се преточи во еден добар производ на крај. Сирхан ни ја раскажа другата страна од дискриминацијата. Жално, но вистинито. Дискриминацијата ја имам почувствувано лично на моја кожа. Во случај од страна на јавното предпријатие ЈСП, пред година и пол најуредно, како и секој граѓаник на Република Северна Македонија, се качи во автобусот, уредно си го валидирав билетор во валидаторот
и се упатив кон седиштето да седнам во автобусот, каде што подоцна од страна на двајца контролори ми беше побарано билетот, кој само на мене од преполн автобус. По расправата со нив, од нивна страна бев физички малтретиран и насилно применувајќи сила ми изфрлија од автобусот и ми се закануваа по живот. Во овој случај дискриминацијата е увидена во тоа што истите тие контролори не беа на работно време, туку се упатуваа кон работа. По случувањата со контролорите се упатив кон полициската станица каде што дадов изјава и водам случај против нив и очекувам во скоро време да бидам повикан во јавното обвинителство. Мојата порака кон сите е да не молчат на вакви случаеви, туку да ги пријавуваат случаевите, а пораката кон младите е тоа да прифаќаат различности, бидејќи не сите сме исти. За модата која отсликува и дефинира, зборувавме со Фран. Не бев јас тоа што ја одбрам модата како професија, него модата ме одбра мене. Многу е некако нереално звучи, но така, едноставно што од малечка сум имала страст за естетиката, за убавото, за креативното, сум творела, сум сакала да се дотерувам, накид ме привлекувал, значи аксесуари, се на се сум сватила дека сите тие мои страсти ги има во таа една единствена професија што се нарекува мода. За мигративниот процес зборувавме со Благоја. Здраво, јас сум Благој Трајковски, работам како инженер за транспортни мрежи во Google, во Даблин, во Република Ирска. Роден сум во Битола, каде што го завршив основното образование во основно училиште Пида Караманди. Потоа се запишав во гимназијата Јосип Броз Тито на насока за природно-математички науки и оттаму студиите ги продолжив во Скопје на факултетот за електротехника и информацијски технологии, насока телекомуникации, каде што и продолжив кон магистратура во областа на оптичките мрежи. Уште додека бев средношколец и студент, секогаш размислував дека секој млад човек, меѓутоа посебно секој млад човек во тие години треба да излези од средината во која што е пораснат, да се соочи со нови предизвици во нова средина, непозната средина, кои што ќе му помогнат да се изгради кон личност која што ќе биде подобар професионалец и подобар човек. Поранешен колега, тогаш вработен во Google, ме препорача на позиција која што и ден денес работам со мали модификации како инженер за транспортни мрежи и преку стандарден процес на интервјуа успеав да ги поминам интервјуата и да добијам работна позиција. Јас сум среќен и задоволен што Google е компанија која што има вработени од цел свет и многу вложува во културата, во компанијата и се формираат пријателства во и надвор од работата, кои што ни овозможува да ги пополниме и другите потреби и аспекти во животот, како на пример често спортуваме, сум вклучен во еден фудбалски тим, во мал фудбал, подолг период играме одбојка и други активности. Животот тука е супер, не смееме да се пожалиме, тука сме со супругата и неодамна добивме и керкичка, основавме семејство. Од друга страна, исто така имаме мала, меѓутоа мислам дека е добро организирана и добро сплотена заедница на македонци тука во Даблин, кои што си помагаме едни со други, особено последнава година која што беше поразлична од сите претходни. Знам дека во одредени општества и одредени градови можностите се поразлични, дека се соочуваме со различни предизвици, меѓутоа со вложување во себе, во тие околу нас, почит кон своите вредности, но и вредностите на сите околу нас, сметам дека секој може да добие можноста да напредува и да стигне до успех. Оттаму се преселивме малку во дигиталниот свет, па со Тијана увидовме колку социјалните медиуми ја менуваат перцепцијата на младите за реалниот свет. Здраво! Се извинам, дали може да одвоиш дел од своето време да ми одговориш на неколку прашања?
направам мало истражување за емисијата Моја историја. Добро, може да. Овде имам фотографии од мои пријатели. Разгледај ги. И моето прашање е, доколку треба да избереш цимер со кој би го делела својот стан, кого би избрала и зошто? Дефинитивно би ја избрала првата девојка, бидејќи ми изгледа дека сака животни, јас многу сакам животни, ми изгледа многу насмеана на оваа слика и ми изгледа дека студира, така да баш со годините мислам дека би ми се вклопила како цимерка. Мислам нека девојчева, подусо со кучињава ако дојде девојчева, Сара. Ја избрала Јана, затоа што мислам дека бака е премногу ми изгледа позитивна. Мислам дека би можеле да најдеме многу заеднички теми. Двете девојчиња би ги одбрал за цимерки. Од која причина? Па ми изгледаат како порелаксирани, поорганизирани, поспонтани, според сликите. Доколку треба да избереш партнер со кого би работела на одредена работа или на одреден проект, кого би избрала? Исто од тројцата, така? Да. Мислам дека момчето, Леонардо, бидејќи ми изгледа професионално, тука се гледа дека држи некој говор. Сега може би ќе ми помага во работата, бидејќи ми изгледа доста професионално. Во тој случај јас би одбрала Јана, бидејќи гледам дека е голем љубител на природата и секако тој проект би бил нешто поврзан со природата и со например чистење на околината и слично. Па веројатно тројцата, зашто не? На сите би им дал шанса. Доколку добиеш понуда за пријателство од овие дечки, кој би прифатил на социјална мрежа? Можем тројцата? Можеш. Па онда тројцата. Веројатно тројцата. Сега Јана изгледа доста откачена, дека сака мачки животни, гледам дека шете со слика и јас многу сакам убави фотографии, има преубави фотографии. Искрено би ги прифатила сите, затоа што премногу сакам пријатели, многу сум друштвена и комуникативна, така што дефинитивно би ги избрала сите. Па сите тројца дефинитивно, зашто не? Изгледаат пристојно, добро, културно. Сите тројца. Здраво, дечки! Здраво! Јас само што завршив со анкетата, супер поминав, успешно беше и сега ќе ви покажам што луѓето мислат за вас според вашите фотографии на социјалните мрежи. Што мислите? Дали луѓето го погодија вашиот карактер според дадените фотографии? Па мислам дека до некаде да. Онака толку сакам да работам сам и не ќам гужви, не ќам деконцентрација, а сепак као да нек најмногу еден за проект, ама тоа е. Ама добро, мене ми погодија дека амбициозно. И за кучињата ми погодија дека добро, за цимер не, јас па и од дома ги откачив, цимер не. Истражувањето заврши. Заклучок донесете сами. Дали ние со нашите објави на социјалните мрежи се представуваме во вистинско светло? Дали ние сме на вистина тоа ние? Или е тоа една замислена слика за нас? Приказната која ни ја раскажаа Сара и Даријан не допре сите нас, неразнежни и не потсети на првата љубов. Замежи. Сети се на твојата прва љубов. Многу слики. Многу емоции. Вредни за паметење. Првата љубов е посебна. Таа е возбудлива. Непредвидлива. Може да те насмее, може да те расплаче, може да те исплаши, таа може се, може и да исчезне, но ќе ја паметиш за секогаш. Таа
останува со тебе за секогаш. Таа е тука да те потсети дека љубовта постои и дека можеш да сакаш повторно и повторно и повторно. Првата љубов е тука да те охрабри да сакаш. Се додека не ја пронајдеш вистинската. Моја историја, ви благодариме на поканата да бидеме гости во вашата емисија од името на целиот тим на Промохелт и да говориме на тема која што е многу важна, тема од областа на здравјето и промоција на здравите навики. Ова е одлична можност да се слушнат и дискутираат работи поврзани со младите и единствена емисија која е насочена само за младите. Снимањето беше едно од поубавите искуства што сум имала. Беше многу опуштано, спонтано, со позитивна енергија. Многу голем поздрав до водителот на емисијата и со така и гостите со кои имав можност да поразговарам на многу важни теми. Се радувам што бев дел од овој проект, затоа што сметам дека е многу важно во медиумскиот простор да им се отстапи место на младите и да се разговара за содржини кои нив ги интересираат. Како мојот последен поздравен говор за моја историја, би кажал само едно големо фала до моја историја. Дојде крајот и за ова наша сторија. Бидете оптимисти и надевајте се. Инвестирайте во своето знаење и образувајте се. Уживајте во младоста и убавините кои што доаѓаат со неа. До нашето следно видување, ве поздравувам.